Добро, денеска сме овде во Охрид. Ќе ми дозволите да од моје име, од името на ВМРО ДПМН, да им го честитам овој ден на православните христијани. Бог се јави, на вистина се јави. Да им посакам многу здравје, среќа, берекет за нив, за нивните семејства, се разбира. И оваа година да биде година на победи, да биде година на обнова, да престанат неправдите, да престанат понижувањата, да престане срамот. Јас сум оптимиста и верувам во мудроста на народот и сигурен сум дека токму ова е таа година кога ќе победи обновата врз разумнувањето. Седеле предното Заев од овде кажа дека нареднава недела постои можност за одржување лидерска средба со вас опозицијата во однос на сите отворени прашања, конкретно законот за јавно обвинителство. Стоите ли вие на располагање за такво нешто? Видете, тој закон за јавно обвинителство многу пати во минатото беше коментиран, работните групи се состанува, имавме една неуспешна лидерска средба. Често пати во јавноста сме ги кажувале нашите ставови и тука немаме никаква дилема дека треба да се донесе европски закон, реформски закон за јавното обвинителство. Но ова што денеска е предложено од страна на СДСМ практично представува закон кој што треба во иднина да ги штити криминалните структури од СДСМ кои што ќе заминат во опозиција после 12 април. Така што, ако треба да се одржи средба колку ради реда да се одржи, јас навистина ниту имам намера да го губам времето на господинот Заев, ниту пак да го губам времето на граѓаните. Тука се работните групи, во неделата која што следи, предпоставувам ќе имаат состанок, ќе разговараат, доколку ги приближат ставовите, тогаш веќе може да зборуваме за нешто по-конкретно, односно одржување на лидерска средба. Ке ве потсетам што му претходеше на овој закон за јавно обвинителство. Му претходеше насоки од страна на личниот адвокат на господинот Заев врз државниот јавен обвинител, потоа едно контраверзно писмо од страна на притвореничката Јанева, со која што сите предмети и кои што се во судски процедури, но и оние кои што се во предистрага и истрага, на криминален и незаконски начин се префрлија во судовите, и она што за нас како ВМРО ДПМН е наголем проблем, еве веќе втора година поред, тоа што на нелегален, незаконски начин е замрзнат имотот на партијата на 85 дена пред предвремените парламентарни избори. И покрај целокупната злоупотреба со државните средства, со буџетот, вештачките вработувања, по 3 вработувања партиски на едно работно место, ВМРО ДПМН влегува во овие предвремени парламентарни избори со замрзнат имот. Но ние веруваме во мудроста на народот, веруваме во народот, тоа е она кое што нас не мотивира и јас сум убеден дека и покрај сите овие предизвици, и покрај сето ова насилие кое што го прави владата, и покрај сите обструкции во техничката влада, ВМРО ДПМН заедно со народот ќе извојува убедливо најголема историска победа на 12 април. Така што, доколку сакаат да разговараат уштеднашка за законот за јавно обвинителство, тогаш најпрво треба да изготват реформски закон, закон кој што е вистински европски закон, да ги доближат ставовите групите кои што преговараат, па дури потоа можеме да зборуваме за евентуална лидерска средба.